За мене многу интересна ја поддржувам идејата за отворање на канцеларии во рамки на единици на локални самоуправи, односно на ниво на општини, каде што жените предприемачки би добиле дополнителни информации, се разбира и потребни материјали, меѓутоа и не само тоа, туку и секоја веб страна на општината, па дури и Facebook профил да има една иконка, односно можност за директна комуникација, значи да искористиме предностите. Сега нели сите на некој начин сме врзани на социјалните мрежи, Facebook, Instagram и така натаму, да искористиме можноста за една брза и директна комуникација со лице кое што би било задолжено за оваа област. Понатаму, обезбедувањето на поддршка, размената на информации и ресурси се разбира дека се клучни за успешна работа, успешна соработка и развој на женското предприемништво, меѓутоа една поинаква поддршка која што би одела и во насока на поттикнување и промовирање на собственоста на жените. Претходно беше кажано, нели, колку малку банките ги поддржуваат жените, понатаму колку постојат од една страна активности за поддршка, од друга страна постојат кочници. Сега кочниците зошто доаѓаат? Ако се анализира собственичката структура, например, колку од жените се собственички на имот, на одредено земјиште. Тогаш, ако не се собственички, како ќе имаат можност да аплицираат за нешто? Така. И треба да се проработи на крај и на тоа прашање. На крај на краишта, ако зборуваме за еден еднаков пристап на мажи и жени кон ресурси, тогаш јас па не го гледам ризикот дали имотот со кој што јас ќе располагам ќе биде на името на мојата сопруга или ќе биде на моје име. Така, битна не е да оствариме целта.